Почитувани граѓанки и граѓани, почитувани представници од Сојузот на борци од Народно-ослободителната борба и антифашистичката војна на Македонија, почитуван председател на Уставниот суд, почитувани министри во владата, почитувани представници на меѓународната заедница, наши домаќини, граѓанки и граѓани на прогресивно Куманово, почитуван градоначалник на општина Куманово, почитувани пратеници, почитувани медиуми, почитувани присутни. Од тука, од револуционерно Куманово, каде на 11. октомври 1941 година започнува македонското антифашистичко и народно-ослободително востание, од мојот, од вашиот роден град, од градот на достоинството и пркосот, браникот на слободата и символот на непокорот. Ја испраќаме пораката дека непокорот и слободата се во македонскиот ген. Ова антифашистичко, партизанско и линденско историско наследство е во нашиот фундамент. Со непокор се добиени сите клучни битки во минатото за слободна и прогресивна македонска иднина. Затоа што учиме од минатото, но гледаме кон иднината, како што било, како што е и како што ќе биде секогаш. Благодарение на непокорот, уште од 1903 година, и успехот во Народно-ослободителната борба во 1944 година, постои денешна, современа и независна, демократска, евроатлантска Република Северна Македонија. Со непокорот во определбата за слобода е добиена антифашистичката борба и со неа битката за македонската државност. На првото заседание на АСНОМ е постигнат огромниот политички успех, со кој што конечно е остварен вековниот македонски сон. Формирана е македонска држава во која што е воведен македонскиот јазик како службен јазик. Со определбата за прогрес во 1991 година обезбедивме независност. Во 1993 година државата стана членка на Обединетите нации. Во 2001 година надминавме меѓуетнички конфликт. Во 2016 година совладавме режим. Во 2017 година ја обновивме демократијата. Во 2020 година станавме членка на НАТО. Во 2022 година започнавме преговори со Европската Унија по цели 17 години од добиениот кандидатски статус, при што го поставивме македонскиот јазик на рамноправно рамниште со сите официјални европски јазици. И денес посветено градиме држава на сите, држава за сите, функционална мултиетничка република Северна Македонија, уникатен и одржлив модел на демократија. Европа во мало. Поради тоа сме препознаени како фактор на стабилност и безбедност во регионот и во Европа. И сме пред најсериозната и неповторлива шанса за рамноправно членство во Европската Унија, во динамичен процес до 2030 година. Македонската држава да стане европска држава. Македонските граѓани да бидат европски граѓани, со достоинствен, европски квалитет на живот, како што заслужуваме. Сиот прогрес што е направен до денес е одраз на нашиот непокор и слободата на избор. Овој достоинствен пркос кон предизвиците, да се гледа и чекори напред и да се мисли на иднината и на следните генерации, и кога е најтешко, е опеан и во партизанските песни, каде партизаните себе си се нарекуваат и линденски наследници, кои стројат живот, слобода, иднина за жени, деца, старци и младинци. И кој било или што било, не може и не смее да не попречи по овој пат
зацртан од дамнина. Но ова македонско парче земја никогаш не се бегало. Ни од пламен, ни од окупатори, ниту од одлуки. И правецот е повторно тој и денес, во остварувањето на стратешките национални и државни цели. Да останеме цврсти и обединети, да се соочиме со актуелните предизвици, чекорејќи напред. Затоа што назад никогаш и не било опција. Ни за партизаните, ни за илинденците, ниту кога се носени важните политички одлуки при изградбата на државата и во незиното меѓународно етаблирање по независноста. Назад не е ни наша опција. Денес, кога имаме своја македонска држава, потврдена и признаена во Европа и во светот, во која што говориме на својот мајчин македонски јазик, потврден и признаен во Европа и во светот, нашата современа битка е да не дозволиме ничии лични, партиски или други агенди, нечии туѓи цели да ни го попречат европскиот пат. Нашата современа битка денес е да ги донесеме европските и светските вредносни стандарди дома, што ги очекуваат македонските граѓани, а посебно младите генерации. Затоа што тие ќе осигураат животен стандард и семени буџети на европско ниво, продуктивно образование, модерно здравство, функционално владење на правото, конкурентност на пазарот на трудот, ќе потикнат мотивација, ќе донесат спокој и среќа. Пред нас е предизвикот младите да ги сочуваме во земјата. Нашите деца, младите луѓе, тие се иднината на државата. Тие ќе останат во родната земја, ако во неа ја гледаат својата иднина. Почитувани граѓани, државата постои за луѓето во неа. Денес патриотизам значи македонскиот народ, македонскиот дом, да го прошириме во европскиот дом. За никој, никогаш повеќе, да не биде принуден да зема пасоши на други земји или да ја бара својата екзистенција надвор во несигурност по светот. Антиевропската агенда е спротивно на она што значи патриотизам денес. Патриотизмот што значи да си ја сакаш татковината и да вложуваш во нејзиниот развој. Затоа што токму антиевропската агенда води кон живот надвор, во туѓина, води кон Македонија без луѓе. А само тоа значи закана за македонската држава, македонскиот јазик и македонскиот идентитет. И затоа антиевропската агенда е антимакедонска агенда. Тоа што не успеало за време на Илинденското востание во 903-та, во НОБ од 41 до 44, потоа и за време на распадот на Југославија и во предизвиците на изградбата на државата по прогласената независност во 91 година, не смееме да дозволиме да се случи денес. Во 2023 година, во цивилизацијски напредниот 21 век, современа, демократска, мултиетничка, напредна Република Северна Македонија, полноправна членка на Обединетите нации, членка на НАТО, држава која почна преговори со Европската Унија и една членка на Европската Унија, некој со антиевропска агенда се обидува да ја врати во мрачното и мачно минато, кое е надминато. Ова не е битка со оружје и на бојни полиња, како партизанските и револуционерните борби, но е уште една сериозна и важна битка што ние мораме да ја добиеме. И со тоа ќе се осигураме никој никогаш да не може да ги користи македонските идентитетски прашања за своји или нечии туѓи цели. Членството во Европската Унија го потврдува, зацврстува и унапредува идентитетот. Таков е случајот со сите европски народи. Така ќе биде потврден, зацврстен, унапреден, со тоа и заштитен трајно и македонскиот идентитет во европски и светски рамки. Еднаш освоената слобода и еднаш создадената држава се чуваат и штитат за секогаш. И затоа, ние, генерациите на денешнината, имаме обврска да се справиме со антиевропската
и антимакедонската агенда од каде и да доаѓа таа. И тоа ќе го направиме со нови, мудри одлуки, како и досега, кои што отвораат перспективи и овозможуваат напредок на граѓаните и државата. Република Северна Македонија е поставена на вистинскиот пат. Државата се развива според потребите на граѓаните, според модерните текови и во блиско пријателство со нашите стратешки партнери, Соединетите Американски држави, државите членки на Европската Унија и државите членки на НАТО, од кои што имаме силна поддршка за натамошниот развој како никогаш досега. Ваквата позиција на нашата земја овозможи највисоки износи на странски инвестиции, највисока државна поддршка на домашните предпријатија, највисоки досега плати и пензии, највисоки досега капитални инвестиции. Овозможи за прв пат од независноста на државата стратешко домашно производство на храна и на струја, при што државата се издигнува и во зелен енергетски центар во регионот и Европа. Сето ова ќе биде најмалку двојно зголемено со реализацијата на европските интеграции. Земјата веќе ја развиваме како заедничка држава на рамноправни народи – македонци, албанци, турци, срби, власи, роми, бошњаци и сите други кои тука живеат како принцип востановен уште за време на Крушевската република и јасном, и како принцип по кој што функционира и самата Европска Унија. Предничиме и во регионот, па дури и во Европа, по почитувањето на различностите и по почитувањето на човековите права, затоа што историјата ни ја има покажано предноста на заедништвото. Со непокорот успеавме да ги совладаме сите клучни предизвици, но тоа што бевме едни до други и едни со други, беше и е нашиот силен ветар во грб по патот напред. И со тоа што ќе ја зајакнеме меѓуетничката инклузија, ние ќе излеземе само посилни, затоа што за секогаш ќе го разграничиме македонскиот идентитет од кој било друг идентитет. А тоа, како што оценуваат и нашите големи пријатели, САД, не е излез за патот кон ЕУ, туку е врата за влез во Европската Унија, каде се гледа големо мнозинство граѓани во нашата држава. Тука во Куманово, кој прво поведе во победничката народно-ослободителна и антифашистичка борба, мултиетничкиот живот се негува со децении и со векови. И тоа се покажа дека е движешката сила на револуционерниот дух на градот и неговиот прогрес. Рамо до рамо биле и Мирче Ацев, Христијан Тодоровски Карпош, Коста Солев Рацин, Бајрам Шабани, Стив Наумов, Иве Паликуќа, Михајло Апостолски, Мара Нацева, кога е добиена битката против фашизмот во државата. И ваквите примери мора да бидат пред нас во одлуките што треба да ги носиме и во предстојниот период. Денес на нашиот голем државен празник 11. октомври, ден на народното востание, кога сите погледи се кон придобивките од победата над фашизмот, станува уште појасна вредноста на заедништвото што го воспоставивме, како обединување на различностите по етничка, национална или било која друга основа. Наспроти овој темел на парламентарната демократија е опасноста што ја носат, за жал, се уште присутните идеи за етнонационализам, придружени со ксенофобија, што во светската современа историска наука се квалификуваат како модерна форма на фашизам. Ние тоа зло во современо пакување имаме обврска да го спречиме да се врати. Со нашата вековна традиција на соживот ја обезбедивме домашната стабилност и станавме потребни и ние на Европа, освен што таа ни е потребна нам. Во актуелниот геополитички контекст, токму ваквите успешни примери на мултиетничка демократија, како нашата држава, се покажаа неопходни на светот, во напорите да се осигураат европскиот и светскиот мир. Во тој процес се смета и на придонесот на нашата држава, како доверлив партнер на САД, на Европската Унија и на НАТО. Нашата држава отсекогаш била на вистинската страна на историјата и за време на Втората светска војна, кога застанала меѓу прогресивните
антифашистички сили. И денес сме рамо до рамо во НАТО и со државите членки на Европската Унија во одбраната на мирот. И имаме обврска да останеме на европскиот пат и фокусирани на европските вредности, во името на се што е постигнато со македонскиот непокор до денес, и со кој што уверен сум ќе ги обезбедиме и нашите европски перспективи, реформирајќи го нашиот вековен македонски државен капацитет во врвен европски капацитет кој ќе покаже дека дента кога ќе влеземе во Европската Унија, нашата држава ќе биде најбрзо растечка економија во Унијата. Ако некој мисли дека покрај големото драгоцено историско искуство може со било што да ја разниша самодовербата на македонскиот народ, наметнувајќи му чувство на жртва, ставајќи го во улога на постојано онеправдан и зависен од волјата на другите и во изолација, сакам да порачам дека многу сгрешил во проценките. Неправди имало и ќе има. И тоа насекаде во светот. Но македонскиот народ, сите граѓани на нашата држава, секогаш по своја волја избирале непокор. И никогаш не сме дозволиле перспективите на државата да зависат од други. Преземал акција по цена на какви било жртви. И успевал. Нашиот пат до извојуваната слобода и напредок е обоен во црвено. И тоа е свет аманет и аларм за сите сегашни и идни водства на државата. Лидерството предводи по патот, не бега од одлуки и не тактизира со оправдувања. И јас како премиер и ние како влада ќе продолжиме заедно со сите вас да чекориме по патот на прогресот. И знам дека и овој пат повторно заедно ќе успееме. Денес овде во Куманово, на ова свето место, спомен костурница, вечно почивалиште на стотици и стотици борци, одаваме почит на сите борци ни државата, кои ги положиле животите во непокорот кон фашисточкиот окупатор и во борбата за слобода и кои го трасираа патот на македонскиот напредок. Нека е честит и вековит 11 октомври, денот на народното востание. Да живее Куманово, да живеат граѓаните на Европска Македонија. Ви благодарам.